Нијанси се во прашање, ама далеку сме од договор и решение. Пропадна и денешната седница на Економско-социјалниот совет, на која итно се бара решение за повисоки плати. Предлогот на синдикатите е платите да се покачат за 14,5%, колку што сега изнесуваат во цифрената инфлација, и тоа да биде основниот параметар со кој ќе се зголемуваат платите во јавниот сектор. Синдикатите бараат и враќање на платите на функционерите како и претходно, а зголемувањето велат да биде подеднакво за сите. Нашето барање е 14,2% колку што е инфлацијата, да се зголемат платите на сите вработени во јавниот сектор, да не заборавиме до крајот на годината, значи да се исплати регрес за годишен одмор во целиот јавен сектор, нема да дозволиме функционерските плати дополнително да растат на ваков начин. Од СОНГ велат ако до септември не се договори покачување на платите, ќе се создадат сериозни проблеми со усогласувањето на платите во однос на процентот на пораст на минималната плата, односно двоцифрената инфлација, а проблем е и урамноловката што им ја руши мотивацијата на сите. Усогласување на плати под овие проценти би значило свесно уназадување на нашиот буџет. Ние тоа сигурно дека нема да го прифатиме заради големиот и брзиот раст на минималната плата. Во однос на порастот на платите досега во јавниот сектор се направи таков дисбаланс или така наречената уравниловка која што сега страшно ни создава проблеми. Ако од есен не почне исплатата на повисоки плати како и примена на општиот колективен договор за јавниот сектор, функционерските плати ќе треба да се вратат пред одлуката на Уставниот суд, а зголемувањето на платите да биде како за нив, така и за работниците. Откако пропадна денешната средба овде во владата, каде на иста маса седнаа синдикалните представници и владините министри, нова средба е закажана за веќе во среда, кога се очекува ново, позитивно решение за повисоки плати на работниците. Претходно од владата понудија зголемување на платите од 5% веднаш, како и 5% од 2024 година, што според синдикатите било разочарувачки.